Почитувани, истиот принцип на манипулацијата на тендерите за кој зборувавме во случајот со општина Бутел бил користен и во тендер за општина Кисела Вода во време на мандатот на Филип Темелковски од СДСМ. И тука, за да се постигне најниска цена, производите кои фирмата некако знаеле дека нема да се користат, биле вреднувани со најниска цена, а производите кои знаеле дека ќе се користат, цената била многукратно повисока. Ова е можно само доколку некој од општината навреме ја известувал фирмата учесник на тендерот. Вака и на овој начин се истеснувала конкуренцијата и биле испомпувани буџетски пари во фирми за кои однапред било определено да го добијат тендерот. Станува збор за рамковен тендер кој го добила фирмата Магнус Инженеринг до Скопје. Договор кој бил склучен на 28.9.2021 со општина Кисела Вода во вредност од 10 милиони денари. Почитувани, еве како во Кисела Вода, во време на мандатот на Темелковски, недомаќински се трошеле народните пари. Цената на чинење на комплет светилка со натриумова сијалица ХПС со моќност од 70 вати чинела 7600 денари по парче. А иста таква светилка со моќност од 150 вати чинела само 143 денари. Разликата во цената е огромна, дури 53 пати. Односно, помалку моќната чинела 53 пати поскапо од помоќната. Ист случај е и со штедлива натриумова сијалица ХПС од 70 вати, која чинела 5200 денари по парче. А истата сијалица од истиот вид, но со поголема моќност од 150 вати, чинела 95 денари. Разликата во цената е 54 пати поголема, кај помалку моќната во споредба со таа од 150 вати. И кога набавувале пригушница за ХПС сијалица, повторно ја користеле истата метода на манипулација и злоупотреба на тендерот. Па така, пригушницата за 70 вати чинела 2660 денари, а таа за 150 вати чинела 95 денари. И овде разликата е голема, односно пригушницата за послабата сијалица чинела 28 пати повеќе отколку за помоќната. Ете, како градоначалниците на СДСМ создале систем за испомпување на народните пари преку тендери. Веројатно, однапред ја известувале фаворизираната компанија која треба да го добие тендерот за тоа кои производи од тендерот ќе бидат користени и истата тие ги вреднувала како суво злато, а во исто време ги известувала или се договарала кои производи нема да се користат, па тие компанијата на тендерската спецификација ги вреднувала со пониски цени. А потоа градоначалниците не нарачувале од оние кои што се со пониски цени. И на тој начин се постигнувало најниска цена на тендерот од страна на компанијата која е фаворизирана. А на тој начин се истеснувале конкурентите. А потоа од општината добивала само побарување, односно нарачки на екстремно скапите производи со што постигнувале екстра профит. Уште еднашка ги повикуваме надлежните институции веднаш да го испитаат и овој тендер, да се вклучи и финансиската полиција и да истражи каде завршувале парите од сметките на оваа приватна компанија од овие набавки. Јавното обвинителство да се ослободи од стегите на власта и да постапи по овој случај. Вака, СДСМ ги користел народните пари за богатење на фаворизирани компании. Повикуваме надлежните институции да го испитаат овој тендер, јавното обвинителство да постапи согласно своите надлежности и, како што рековме, да се проверат каде завршувале сметките од ваквите набавки. Уште еднаш ви благодарам.